Што во ситуацијава имаме конкретни чекори од СДС кои што може и коментираме и имаме тоа што се упатува на опозицијата, нема да зборувам само за ВМРО, кое што покажува, кое што нели говориме што би било кога би било. Немаме имплементација на она што ги знаеме ставовите, сакам да ти кажам, не кога би било, ги знаеме ставовите. За средношколските протести за уставот, ги знаеме. Времето минува, Ангел. Еве, јас би сакала на кратко да допрам барем нешто од тоа што не спојува, што не раздвојува. Сите нас не раздвојува нашиот идентитет, нашата различност, нашите имиња, нашите полови, нашите возрасти, нашата култура, нашата позитивност кон другите. Не спојува уште тоа што живееме во една држава, не спојува сиромаштијата, не спојува чекањето во ред по шалтерите, не спојува невработеноста, не спојува несоодветното образование, не спојува слабата демократичност на државата, не спојува ароганцијата на власта. Што уште не раздвојува? Не раздвојуваат радикални поединци кои што размислуваат поинаку од нас, оние полни со негативна енергија, кои што по секоја цена сакаат да владеат со народот, да бидат лидери кои излегуваат од масата и кои им нудат радикални идеи, кои што за жал во една сиромашна држава, како што е Македонија, лесно поминуваат. Доколку имате задоволен граѓанин и задоволен млад човек, кој што има голема плата и може секој викенд да го помине во некој излетничко место, кој што има компјутер и се занимава со интернет, кој што без визи може да отиде во било која странска земја, верувајте ми дека нема ниту еден млад човек да излезе на плоштадот и да се провоцира на такви пароли и такви предизвици кои што се присутни само во сиромашните земји и како резултат на слабата економска состојба го гледам основниот проблем на меѓуетничката нетолеранција. И тоа ќе биде, ми се чини, основната понуда на оние партии што ќе приметат дека ги губат изборите во ноември, со што повторно ќе се јават како обединители на двата спротивставени ентитети. И за тоа граѓаните треба да бидат свесни дека тоа не е случајно и дека можеби сценаријата на меѓуетничките судри во одредени моменти се поклопуваат и со други елементи кои што се многу битни за економијата на државата и за джепот на секој граѓанин. Дали тоа либерално неконтролирана нестабилност? Па, тој термин го прочитав по весниците. Не знам кој прв го спомена, веројатно него најмногу му е јасно. Меѓутоа, мислам дека има некаква вистина во тоа. Ако, да речеме, се почитува филозофијата на либерално-демократската партија и воопшто либерално-демократската филозофија, тогаш ќе има многу повеќе работи кои што ќе не спојуваат, ќе има една продуктивна коегзистенција помеѓу граѓаните, ќе има една многу поголема позитивна енергија, ќе има повеќе работа, ќе има поголеми плати и нема да има митинзи. Тоа е решението на либерал-демократите. Има повеќе решенија, ама да ги сочуваме до моментот додека дојдеме на власт. Добро. Одре, ти реплицираше пред малку, него даде својот одговор на што е она што не раздвојува, што не спојува. Сигурно не спојува генерацијските проблеми. Не. Секоја генерација си има своји проблеми и не е ништо